Председателката на Македонија, Гордана Силјановска-Давкова, оствари средба со председателот на Хрватскиот парламент, Гордан Јандроковиќ. Двајцата разговараа за билатералните односи, евроинтеграциите и безбедносната состојба во регионот. Силјановска-Давкова истакна дека Хрватска е важен партнер и поддржувач на македонските евроинтеграции. Јандроковиќ ја нагласи подготвеноста на Загреб да помогне со искуството од пристапниот процес кон ЕУ. На средбата се дискутираше и за актуелните безбедносни предизвици, како и за зајакнување на соработката во различни области. Двајцата соговорници се согласија дека стабилноста во регионот е клучна за напредокот на сите земји. Посетата на Јандроковиќ на Скопје е дел од продлабочувањето на односите меѓу Македонија и Хрватска. Двете земји остануваат посветени на заедничките европски вредности и соработка. Агенцијата за пошти побара од Пошта на Македонија да воведе подобрувања во услугите, иако задржува монопол за писма до 50 грама. Според надлежните, потребни се новини за да се подобри квалитетот на поштенските услуги. Покрај барањата кон државната пошта, агенцијата најави засилени контроли и кај приватните поштенски оператори. Ќе се проверува дали ги почитуваат регулативите и дали корисниците добиваат квалитетна услуга. Регулаторот предупреди дека поштата мора да го модернизира своето работење, особено во услови на засилена конкуренција. Се очекува подобрување на достапноста, брзината на испорака и дигитализацијата на услугите. Иако државната пошта го задржува монополот за одредени услуги, приватните компании се клучни во пазарот. Затоа, контролите ќе осигураат дека сите поштенски оператори работат во согласност со стандардите. Владата на Црна Гора подготви емисија на обврзници со кои ќе се задолжи до 900 милиони евра. Средствата се наменети за покривање на буџетскиот дефицит и за сервисирање на долговите на државата. Министерството за финансии соопшти дека задолжувањето е неопходно за да се одржи финансиската стабилност. Владата очекува поволни услови на пазарот, со што би се намалиле трошоците за камати. Опозицијата ја критикува оваа одлука, тврдејќи дека новиот долг ќе ја зголеми финансиската зависност на земјата. Од владата возвратија дека обврзниците се дел од стратегијата за одржливо управување со јавниот долг. Црна Гора веќе има значителен долг, особено кон меѓународните кредитори. Со новото задолжување, властите сакаат да обезбедат ликвидност и да спречат фискални ризици во наредниот период. Кина испрати порака до Соединетите Американски држави дека големите сили треба да избегнуваат конфронтации и да работат заедно на глобалната стабилност. Официјален Пекинг нагласи дека надпреварот меѓу државите не смее да премине во отворени судири. Кинеските власти потенцираа дека меѓународната соработка е клучна за справување со глобалните предизвици, како што се економската нестабилност и климатските промени. Односите меѓу Кина и САД остануваат затегнати поради трговските и безбедносните прашања. Пекинг го повика Вашингтон да покаже одговорност и да избегнува провокации кои би можеле да доведат до нови тензии. Кинеските официјални лица истакнаа дека стабилните односи меѓу двете најголеми економии во светот се од суштинско значење за глобалниот мир. Односите меѓу Кина и САД се под притисок во последните години, особено во врска со Тајван и технолошката конкуренција. Пекинг смета дека диалогот е единствениот пат за решавање на несогласувањата и за спречување на нови кризи. Европските лидери изразија поддршка за украинскиот председател Володимир Зеленски во борбата против руската агресија. На последниот самит, тие ја потврдија посветеноста кон воената и финансиската помош за Украина. Покрај европската поддршка, Зеленски ќе одржи нови средби со американските представници. САД остануваат еден од клучните сојузници на Киев со континуирана воена и економска помош. Зеленски нагласи дека Украина има потреба од дополнително вооружување и финансиска стабилност за да ја одбрани својата територија. Европските лидери се согласија дека руската агресија мора да биде спречена со заеднички напори. Состаноците со Вашингтон се очекува да донесат нови договори за воена поддршка. Зеленски ја истакна важноста на солидарноста меѓу западните сојузници во пресрет на продолжените тензии со Русија.